на наше огромно задоволство, кое беше изненадување, резултатите кај децата се огромни и кај децата, бидејќи инклузивна група, и кај децата со попреченост и кај децата без попреченост. Значи, ова е промоција на една инклузија која е на почеток во нашиот град и прв пат училиштето Кочо Рацин пилотира со вакви активности. Ние во соработка со општината и специјална македонска олимпијада набавивме реквизити за ова училиште и имаме пакет за уште едно училиште, што се надеваме дека понатаму сите училишта ќе превземат барем еден час неделно да се одбива во инклузивни групи, бидејќи до сега праксата беше децата со попреченост да седат во училница додека другите вежбаат. А иако ова покажа дека тие можат еднакво со другите деца да учествуваат во сите активности кои им се зададени. Најпрво им беше одржана обука на нашиот тим од Македонска специјална олимпијада, потоа на професорите во ова училиште на која присуствуваше и директорката, а сега учествуваат двајца професори по физичко воспитување, ментори од кај нас со специјален едукатор и рехабилитатор, исто така вклучени и специјален едукатор и рехабилитатор од училиштето Кочо Рацин. Значи, часот е, како што видовте сега, мал дел од игрите, всушност низ игра, развиваат фина моторика, груба моторика, концентрација и највеќе социјализација. Децата со попреченост ги препознаваат различностите и ги прифаќаат, а другите дечиња не се чувствуваат отфрлени од средината во која се секојдневно. Училиштето е за сите деца и треба да спроведува активности токму за сите деца. Тука се сите ученици и секој треба да се однесува според индивидуалните способности и можности на секој ученик. Станува збор за спортски активности, би рекол инклузивни спортски активности, дополнителни часови за ученици со попреченост, заедно со ученици од редовна настава. Предвидено е за ученици од 6 до 13 годишна возраст. Проектот започна со потпишување, како што реков, на меморандум, а во месец октомври започна теоретски и обуката за она што значи практична изведба на часовите. Обуката се одржа тука во основното училиште Кочо Рацин и проектот сега како пилот проект се имплементира само во основното училиште Кочо Рацин, меѓутоа се поканети и ученици и од другите училишта. Проектот е замислен да се реализира 6 месеци, ние го поделивме во два дела. 3 месеци да биде во првото полугодие и 3 месеци да се реализира во второто полугодие, пошто ќе направиме една анализа на проектот и ќе направиме напори да овај проект од месец септември во учебната 2024-2025 година да продолжи и во другите училишта, бидејќи ми сакале или не сакале да признаеме, инклузивата е внесена во основното училиште, веќе во прво оделение функционира и мора да се обучат и наставниците, меѓутоа пред се што гледаме од ова што можете да го видите и самите, гледаме задоволни ученици, задоволни наставници и би рекол и задоволни родители. Како што реков, ова е пилот проект, презадоволен сум од начинот на функционирање, голема благодарност до наставниците кои прифатија да работат први во општина Куманово и како би рекол го разбивме оној лед и да работиме на разбивање на стереотипите кои за жал се уште постојат. Благодарност до наставниот кадар, до директорката и благодарност пред се до родителите кои се охрабрија, ги пуштија учениците и апел до другите училишта да продолжиме во ова насока, бидејќи треба да продолжиме да го креираме инклузивното општество за сите. Ако што забележавте, најдобро јас нема да кажувам што значи да се бавиме со спортот и кои се придобивките од спортот поради правилен раст, психофизички развој на учениците, меѓутоа ова е прекрасен проект кој би сакале да продолжи и во другите училишта.